Добро, денеска бевме сведоци на два нови проекти кои што председателот на ВМРО господин Никола Груевски ги промовираше, кои сигурно сме убедени, односно знаеме дека ќе придонесат и ќе додадат дополнителна вредност на квалитетот на животот на граѓаните на Република Македонија. Меѓутоа, за она што јас ќе зборувам, председателот Никола Груевски го спомена во неговото воведно излагање на денешниот настан, а тоа е делот на гасификација. Односно, ќе зборувам малку о делот на примарната гасификација, како и секундарната и терцијалната, односно оно што ние велиме да го приближиме гасот до граѓаните, односно до индустријата. Сведоци сме дека во изминатиот период имаме силна инвестициска активност во делот на изградбата на примарниот гасовод, заврши изградбата на делницата Клечовце-Штип, веднаш потоа почна изградбата на новата делница, тоа е Штип до Неготино. Во периодот што следи ќе отпочнат уште две нови такви делници да се градат, тоа е делницата од Неготина до Битола и другата од Скопје преку Тетово до Гостивар, со што вака ќе се заокружи портфолиото на примарна гасовна мрежа во онаа прва фаза која што велиме ние во Република Македонија, за да во периодот што следи ние започнеме со онаа втора фаза, односно да го доближиме примарниот гасовод до сите оние градови кои што не се опфатени со оваа прва фаза. Паралелно на ова работиме и во делот на гасификација на домакинствата и на индустријата, односно да го доближиме гасот како енергенс до граѓаните и до индустријата во Република Македонија. Во тек е постапката, односно реобјавувањето на новата постапка за изнаоѓање на концесионер по пат на јавно-приватно партнерство за дистрибуција, за проектирање, изградба и понатамошно оперирање на дистрибутивната мрежа, секундарната и терцијалната. Во овој момент можам да кажам дека комплетирана е тендерската комисија, која што председател сум ја. Во тек е адаптација на тендерската документација, која што нормално треба да ги инкорпорира сите оние искуства кои што ги стекнавме во изминатиот период, анализирајќи ги приликите во регионот и во Европа, односно приликите на пазарот на газ во регионот и во Европа, и сите тие дополнителни вредности ќе бидат понатаму инкорпорирани во тендерската документација, која што очекува наскоро да биде објавена преку јавен појав. На тој начин сме сигурен дека и ние сме сигурни дека граѓаните ќе имаат уште еден дополнителен избор за како енергенс покрај веќе конвенционалните кои што ги користат. Сега и гасот ќе успееме некако да го доближиме до нив, па да оставиме самите они да изберат што понатаму, како понатаму ќе користат, од аспект на затоплување на своите доми, од аспект на користење на дополнителен енергенс во нивниот секојдневен живот и така натаму. Да заокружам, да не должам, изградбата на примарната гасовна мрежа е неопходен предуслов за да можеме ние понатаму да го доведеме гасот до граѓаните, односно да го доближиме преку секундарната и терцијалната мрежа. Мораме работите систематски да ги градиме од темел до кров. Не можеме ние да ги скокаме работите како што сме сведоци поединци што ги работат. Ние најпрво мораме да изградиме примарната гасовна мрежа, па потоа следи секундарната и терцијалната. Тоа оваа влада и тоа оваа партија која што е доминантен учесник во владата на Република Македонија го прави, ќе продолжи да го прави, без разлика дали на некои злонамерници тоа не смета или не, меѓутоа ние сме убедени дека ова го правиме за доброто на граѓаните и само за граѓаните.